Добро вечер, Македонија. Денеска од Скопје се вклучуваме малку фазично, поразлично, да го одбележиме овој голем јубилеј во нашата емисија, наречена Нешто на телма. Сакам да ги поздравам сите и да речам дека многу Македонија ми се има поменето во последно време. Со многу работи е, да речам, збогатена. Сега некако подруга е климата. Па гледам, затоа е ова, да го речам, како го векаат, циганско лето што траеше толку до ноември, и гледам, се чувствува некаква промена во Македонија. Гледате ли, сега и изваците потопо гледат откако настана, да ја речам, оваа промена. Само не ми се допаѓа ова што порано се стемнува. Мислам дека треба да го предржам ова на главниот на партијата, малку да направат некои промени, речимо, ова со менјањето на сат. Да се менува, да речеме, да си се врати на стариот начин, за да потрае малку денот. И кој вери дека нема промени во Македонија, драги мои? Па порано, бе. Порано, хајде да ги спомнам, СДСМ не можеше никој да ги критикува. А сега можеме да ги критикуваме. И како нема промени? Но добро, не се. Јас сум сега водител на оваа емисија и сакам да ги викам моите гости за денеска, а тоа се Ненад и Кате. Ајде ве молам, замезете ги своите позиции. Ете. Добро е, бајно. Има ли за мене некоја награда одека за по повод големиот јубилеј, 80 години, знаете? Така, има, ќе се најде. Седете се, опуштете се како дома. А уште еден гостин не најавуваме? Ќе најавиме сигурно. Ајде да го најавиме нашиот амбасадор, кој што играл на секаде, кој што играл во флага, кој што играл низ многу земји, нашиот еден и единствен Перо Антич! Или друг беше. Чекај да видим. Ама како да не е Перо? Ке кажеш там. Повелете, представите Ке се. да е Перо? Јас сум недораснат Перо Антич, прераснат Панчо, сума сумарум Горас Светковски од Али Експрес, а мојот име е Виктор Божаров. Фала ви. Добре ни Повелете, дојдовте добре ни и дојдовте. благодариме за ова малку поразлично почнување на никој како ја каже емисијата, нешто на телма. Добре дојдовте во нешто на телма. Нешто на никој Имаме ново име. Да сега да ја правиме емисијата, веруј дека ќе го Нешто на прифатевме. телма. Нешто на телма. Нешто така специфично, убаво, празнично, што така ли? Да. А чека Монца. Па нешто е, па не ли е нешто? Недораснат Перо Антич, кажи ми само, ти се допадна ова со менувањето на часовникот? Па да, одлично, одлично. Одлично како иницијатива, така? Да, треба. Особено Да, треба. таа попладневна дремка, доколку се Така е. помести часовникот. понатака, може Така веднаш е. да оди директно во спиење. Ете ти. И Жарко Јовановиќ, дами и господа, не те представивме. Драго ни е што денеска сте тука со повод, нели? Но исто така и да немаше повод, сакаме да ве имаме во емисија, бидејќи сакаме позитивни луѓе, а вие сте тоа нормално, и сакаме нели луѓе кои што ќе го привлечат и вниманието и ќе ги забавуваат сите оние кои што се наши гледачи секојдневно во нашата емисија. Така што уште еднаш благодарност за одвоеното време. Така е, да. Благодариме на поканата исто. Кога сме кај поводта, само одма да почнеме. Ајде. Каде така, па после ќе си преминеме на она Важи, нашето, така ли? готово. Да ја најавиме представата за која што нели се подготвува и која што ќе се случи следната недела во културниот центар Билјана Беличанец во Киселавода. Билети, да кажеме, можат да си набават и да уживаат. Билетите може да се набават онлайн на веб страната на Златен Зап и воено да се заблагодариме на поддршката која што ни ја даваат. Марија, која што Марија, секогаш... така. Секогаш е тука. Така е, за нас. Да. И потоа? Во 8 часот попладне е представата во понеделник на 18 ноември. Добро, зошто е секогаш последни, Жарко? Па, не знам, затоа што јас и Виктор, веројатно, секогаш последни ги сваќаме работите и некако го фаќаме трендот, па така на наша сметка некако, ја истеравме целата представа, шегувајќи се на наш начин, за нас, направивме една недовршена представа. Недовршена? Која што Се уште не. се уште не е завршена.
А тоа е и поентата. Аха, а А вие ќе ќе се заврши оставите. кога ќе се случува или ќе биде недовршена? Може да, може не. Ќе Може да, остане може не, не можеме да Концептуално откриваме. три точки. прашањето, Да, да, да. Тоа е представа со 3 точки. Со 3 точки. Како ќе биде на крајот, ние ќе се обидеме нешто да направиме, имаме 6 дена, ако до сега не сме направиле, не знам колку ќе направиме до тогаш, али тоа е поентата, како ние ќе се снајдеме во тој момент на недовршена представа. Така ли? Концептуално. Ако ја довршиме, ќе им кажеме дека сме планирале секогаш дека да ја довршиме. Ако не ја довршиме, ќе им кажете кажеме дека дека има тоа три е точки. концепт. Да. Да, да, да. Концептуално, како си се споивте и се разбира кој како учествува, во што учествува. Знам дека двајцата сте и режисери, нели, ја поставувате представата и идејно. Све помалце. Све помалце. Си се трудиме, си На место работиме. како што треба. Само на страна, ма нема многу на страна. Само у центар. Добро. Представата е во организација на Скоро театар. Скоро театар и самото име кажува дека тоа е театар кој што е специјализиран да прави театар во наши услови, со скоро финанси, скоро се така Скоро и представи. скоро представи, така да на тој начин и оваа представа е направена. Добивме одредени финанси да одиме на мобилност. Скоро добивте, така? Скоро, да. 9%. Добри сте. Аич? Така е. Добро. Така да бевме заедно, живеевме во Прага еден месец и Ето тоа сакам да дојдам. Да. До Прага. Живеевте, ама и сега имате и соработници таму, соработувате и сте на релација таму. Така, Виктор, посебно ти. да, јас сум цело време наваму натаму буквално. Во последнава година буквално ја поделив некако пола-пола, пола таму, пола тука. Со организацијата Скоро театар и имаме тие мобилности кои што ни возможуваат да носиме уметници тука и уметници од тука да одат таму. На тој начин е и нели секогаш последни создадена. Е создадена според одредени принципи кои што ги има чешки театролог Иван Вискочил. Не го слушавме многу, не го пратевме многу, слушнавме што он кажува, па си го сменивме. Аха. Само го слушнавте и Да, потоа Си смените. го адаптирале на Да. тоа. И сега, Жарко, тука барам кај нас нели го познаваат повеќе, но Виктор е релативно нели Се шлепам јас на жар. Да. Нема кажи ни што како те донесе животот во Прага. Веројатно љубов. Ми дава стипендија. Е тоа да тоа, истото да. Ми дава Инаку бевте стипендија. заедно Јас во. се шлепав на него за да отидам у Прага. Да, така си се шлепаме еден. Се шлепате. Така и завршивме факултет. Во која завршивте во Скоро. иста класа, така? Во иста Да, класа, колеги, да. да. Да, да. И оттаму е дружбата и Да, си кликнавте. буквално ми текнува и дента кога на првиот ден кога отидовме на академија, вака нервозно си ги триеше рачињата, Жарко, и реков. Тоа е мојот пријател. Првата средба. Првата среба те гледав така оддалече. Еле. Тоа така рано почна да се стемнува, како сега. Се тоа некако видиш. Се некако. Повише од 10 години. А кажете ми, какви се оние вежби за говор пред да почне нешто? Тие ми се многу специфични. Какви се тие? Имате посебно Да, тоа, да, така? да, се Учење на... имаме. Да, мора да се прават. Мора да се загре тој апарат, Како? имаме Како се? брзозборки некои кои што Аха. ги повтараме. Ке ве загрееме и ние денеска, И добро, сега ама требаше да друго? се загрееме, тоа го испуштивме за телевизија. Ајде, ајде, загрете. Рилери, ралара, ролоро, рулуру, рилери, релере, ралара, ролоро, рулуру, бритери, бретере, братара, бротор, бротор. У принцип како Васко Евтов кога зборува. Само побрзо и мислам дека тоа е добро загревање. Виктор, а истова? Рилери, релери, ралара, ролоро, рулуру, рилери. Сега, ја не сум вработен глумец, многу поретко играм. Тешка ми е да Така, да. Бритери, бретера, братара, бротор, бротор, бритери, бретера, братара, а тешката? Рилери, лереле, ралара, ролоро, рулуру, рилери. Имаше Не ги знам нигде. не се само се кралот Карло и кралицата тие се Карла бавите. му купиле кларинет на кралчето Карло и сега тоа е. Леле. Ама сега пополека да ги Иначе погодам. треба тоа да Иначе е треба да брзо брзо. зборка. Леле. После рекламите имаме брзо зборки за вас, Така. како да сме знаеле, но да стигнеме до тогаш, има уште време. Океј, ајде да само уште она прашање кое што сакаме да ги прашуваме нашите гости, нели со кое што ја отвараме емисијата. Што правите ова време? Дали сте од оние кои што попладнато после ручек сакате малку за себе, за семејството, нели традиционално после ручече да се одмарат и така натаму, дали има простор за сето тоа во ова динамично време за вас? Како се погледнавте, Па ја нешто му да давам го брат? предност, ајде нам. Не.
што си работам со камиони до 6. Сега ми е за театар и представи ова време. Така да ова време ми се провита. После 5:30 тие се представи. Тоа е така. Тоа е таа разлика помеѓу вработен и невработен глумец. И сега што треба ја да кажам, ако сум вработен, јас многу читам текстови. Јас цело време се спремам за моите представи од театарот, посветено ги читам. Не, што знам што правам? Спремам некои, секогаш се спремаат некои нови настапи, стендап. Тоа е работа. Баш во 5 попладне. Па тогаш почнува мозокот така уметнички да функционира. Така, Штом се стемнува, тогаш некако се активира Тогаш тие чакри. кликнува. Да. Како Балтазар. Точно, па тогаш и актерска игра кога сме имале на факултет, тогаш било од 5 почнувало, од 5 до 8. Тогаш некако не знам, и телото е спремно за игра и некако. Гледаш? Кога? Јас во заблуда Затоа, сум бил. Ја мислам дека во точно време ви више во емисија. 3 си Во точно време. Туку јас сакам... искрошен. Зависи што ти е сабајде. Да. Не, па за бајле збориме 8-9. Па јас порано само на утрински сум бил, сега вака кога ќе видам ми доаѓа како освежување. Ме вика, ти жаре утринска, кај си? Абе, те знам тебе од утрински. Па да смениме малку. Да, попладнево ми доаѓа, ќе збориме 2 сата го сакате. Секогаш сакам да знам ако има некој интересно што тоа само кога одевте нели да се конкурира и треба тамо да се подготви нешто. Што подготви Жарко? Што тогаш имаше нешто врзано со стендап или не? Па имав, биравме монолог. Добра. Може да биде комедија, трагедија, било што. Јас имав, да, монолог од комедија, сомнително лице знам спремав. Шо беше? Јеротие. И го спремав тој негов најпознат монолог, да кажеме, кога си размислува како ќе дојде до власта. И некако после и со скечевите кои што ги правев и некако пак доаѓа до таа политичка сатира Никако од власта, некоја. од политиката да се Да, тргнеш, никако да се трени, можеби треба. Дури сум го играл и како лицето кое што го играв на почетокот на емисијата, тој монолог многу интересно звучи како фала Ива. Треба да се фати. Како да дојдеш до фалата Ива? Тоа е работа. Виктор, имаш некој интересно за Мојот приемен не беше, ја отидов трагично. Не, Вејка на ветрото отидов јас. Вејка на ветрот. Да. Не го памтам. Не памтиш детали. Добро, Не, нема ветрот. врска. Ветар има. Чим ме прими, одма го заборев. Чиме Вејка на ветрот, тоа се заборава. Вејка, ви сте поменали. Да. Окей. Ајде одиме со интересни прашања. Ајде да одиме со интересни. Кој е најнеобичниот надимак што некогаш сте го имале? Ако сте имали? Ако сте имали. надимака, пример, многу е битно да имаш надимак. Стварно. Од тој од Куманово дека сум па таму. Да, па таму па Тоа стварно. поозбилен си кога имаш надимак. Овој Не те викале никако нешто? не од факултет после добив надимак, да кажеме, Жага, како Жарко, Жага, и така ме знаат, Добро. да. Надимак имаш, значи. Да. Жага. Добро. Виктор? Мене ми од основно Бужи. Бужи, од Бужаров. Од Бужаров и ако пошто сега сум покрупен, значи имав и Стап ме вика, ама тоа не беше толку. А сега веќе не. Стапот малко, да. Стапот цело дрво стана. Што е најсмешното нешто што сте го направиле за љубов? Ова не ме прашале гарант. А сте направиле. Се оженив. Кратко и јас. Се прифаќа. Жарко? Најсмешно нешто, Да. не. Што сум Епа направил? не знам, на пример, кога нели девојка и сега никоја ти станува девојка и веројатно очекува од тебе како стендап комичар и така натаму да биде нешто поинакво од тебе. Нешто смешно си направил за љубов. Може да влегол тогаш сериозно. Или влегуваш сериозно, како? Не вем, веројатно многу сериозно влегувам во тие работи, тие се така. Тие се сериозни. Тоа е во приватниот дел љубовни што работи, така, да, така, тие така. по хороскоп нели ги има работа, како здравје И љубов. љубов. Епа љубовта многу сериозно влегувам. Да. Сериозно, најсериозно. Добро, нема смешно во Што е Не, нешто никако. што сте го сготвиле, а било катастрофа? И како сте во кујна, И овде во Прага да се префрлиме или може и тука да се префрлиме. Не, тука си готвим лепчен со маргарин, лепче со паштета, Да, подгреани лепчиња. Подгреани лепчиња. Готвење. Само лепчиња во... Не, може На и 10 паштета со нешто така. Може туна знам да отворам, да. Се обидел некој специјалитет да направиш? Готвено Ти баш кажува готвено? до туна отворање. Не, чека, може некогаш пробал, па рекол ова не е за мене више и готово. Не, па Некоја манџа грав, сарма.
Не, во Прага нешто пробувавме да готвиме, ама некако не се Ама покажа баш уште дека. чади тенџерата. И после кога отидовте да јадете, Си јадеш што си сготвил. Нема фрлање храна. 10 евро бургер. ви се стебра Виктор Бургер. И повеќе. Се пресметав се конверзацијата си ја правев у глава 15. Така да, изгорена 900 динари е компир бургер. компирманџата изгорена сега не изгледа така лошо, а? Нели? Ич не Бога ме ти кажам. Ај, кај нас не сме далеко од цените, така да... 900 Па не е не. 900, ама е. Добро. А Виктор, значи ти не знаеш да готвиш? Се трудам, Добро. ама имам филозофија дека не смеам да бидам окуина повеќе од 10 минути. Така да не смее да има запршки чуда, фрлаш све у тенџера, да се Добро. пече или да се вари. Добро. Ако испадне, испадне, ако не Ако испадне... не, ќе го јадам. Ние Ние сме лепчињата. живи и здрави. Лепчињата. Лепчињата мачкани. Добро вечер. Да чуеме кој ни се јавува. Добро вечер. Анета, Анета. да, Анета од каде? од Скопје. Од Скопје. Како сте, Анета? Малку тивки, одмарате или? Супер, да, така, малку релакс обаче. Релакс, добро е. Ви посакуваме убаво да си поминете по Пладнева, нели? И да останете со нас до самиот крај. Ајде еден подарок да видиме дали ќе доделиме, нели? Знаете, според пропозициите, прво бираме кој гости сакате да ви помогне околу освојување на подарокот. Ајде, Жаре. Ајде, Жаре. Жаре, треба да се ќе ти упатиш. кажам во... Кон. Да, кон бројкиве и... Така? Го гледаш, Така е, таа справа, ако карача си ја викаме, Ето која така. што има Земи топчиња едно доле. топче. Едно топче. Да. Анета ќе ни каже бројот 1 до 8, го пушташ топчето од 1 до 8, но треба да падне, внимавај, на 3, 7 и долу која е и 5. А ја го пуштам Тие тука, се да? во Да, игра. од тука, ама Анета ќе ни каже кој број. 5. 5, Од пушташ петка на пушта. петка и да видиме кај ќе падне. 3, 7 и 5 треба да падне. Све друго не е добитно. Кај Браво. падна? 6. 7? 7 падна? Не, 6. Ништо. Чекај. Значи меѓу 5 и 7, меѓу 5 и 7 тебе 6 кати западна. Анета, благодариме. Ве чекаме следна прилика, се разбира кога можете да ни се јавите, а Ја сега баш сакам да продолжете да поделам уживате некоја награда, ја. во остатокот од емисијата. Добро. Сега бе криво ми Не ме. е до тебе. А не там покрај Перо Анти Жарко Јовановиќ да. Тука шаркар, да. Требаш. Кој е најчудното место каде што сте заспале? Гарант некаде сте заспале на чудно место. Кај што се гради сега, не знам како Даймонд, овие трите кули имаш едно паркче мало. Добро. Одев да спием кај баба ми. Тоа е на 100 метри од баба ми и заспав на клупата. Си отспа? Си оспав 2 сати. Браво. Ама убаво си ги имав гушнато и телефон и све, значи свесно сум знаел дека заспивам. Ја па не знам. Чудно место може до Ватикан да спиев. Немавме смештај во Рим со еден другар и така во парк, тука близу до Ватикан, така цел вечер сум го чувал папа добро да спие. Тоа е може најчудно. Значи не спиеше уствари, Не, така? не, па како. Или заспи, па Заспа, чуе го па папата, имав па заспи, па... Авион за некое време и ајде викам ќе преспиеме тука Не. и го чувавме папа на безбедно, јас сум бил security. Не дека не е чудно место. Така да. Парк близу Ватикан. Добар ти одговор. Ако можете да зборувате со животни, кој животно би го повикале прво и што би му кажала? Жарко Виктор. Прво, животно кој што би му кажал нешто. Па, И што? реално да можам да зборувам со моето куче би било Најдобро. Затоа што 6 години го чувам и некои го дресираат за 6 месеци, јас за 6 години не можам Исто ништо. и јас, Да. исто и јас И имам така да куче, се не што ми е тежи Да. овие 6 години, прво на него би му ги кажал онака Добро. од срце. Све. А што Се. би го прашал? Зашто не слуша? Прво прашање. Добро, Виктор. Ја мислам дека би зборал со жирафи. Една жирафа доста. Добро. Би прашал дали ги вреѓа да им речат Виктор. Тоа. Може. Добро. Добро. Дали сте имале како дете некој бизарен страф? Сте се плашале од нешто? Да ги имав сите, не знам се. Неми некој да не. Например, кој? Од све се плашев, од темно, од светло, од високо, од ниско, од тесно, од широко, све. Сега сум многу пораснат за да кажам, ама исто се плашам од се и сега. Што знам јас, на пример.
кога ќе идеме на одмор, да кажеме со моите, да не ме викаат надвор, да искочам од вода, сакам цел, тоа ми е фобија. Немој сега на одмор, кога сум цело време да сум натре. Само ќе ти кажа, Жорко, искаче, уста джигерти би на одмор. Ладно. И тоа е таа фобија, се памти. Уста джигер, ево, прв пат го слушам на Кумановски. Устето мудро ти е, нели искаче? Уста джигер. Ако би можела да живеете еден ден како некој друг, кој би била тоа и зошто? Како Перо Антич? Не. Така живеам. Не знам. Нешто си. Нешто. Кој би бил? Еве на еден ден. Не еден ден. Не мора од македонцева, некој од светот. Кој беа вие најбогати сега? Илон Илон Маск и Маск. тие така. Си ја знам мојата картица. Илон Маск, парите кај мене, Добро. завршена работа. Фино си одбра. Жара, ти тоа сакаш или? Не, ја би сакал и Виктор Божаров да бидам искрено, барем во Прага да живеам, ја во Куманово досадно ми е више така да. И тоа е доволно. За скромен сум ја. Да. Без Скромен картички или со картички? Да. Па прво моето, парите да се префрлат, па се менјаме. Пошто ти сакаш да бидеш нели Илон Маск, Добро. ја можам да бидам Парите му ги сакам. Виктор Божаров, Добро. што ќе живеам во Прага со Парите Илон на Маск, Илон Маск. тој да. Значи, Тоа што го сакам. ова се вика Договорено. парата да врти. Да. Ке врти. Го сакам Виктор како Илон Маск, така. Да гледам му така. Готово. Се враќаме пак на храна. Што е најчудно нешто што некогаш сте ставиле на пица? Ама они не ни правеле пица, мај. Па сигурно нарачале, а сите додаваме после, нели, мируди. Аха, добро за Има ли такво нешто нешто. што сте ставиле? Што си ставува нешто? Не знам, например, лут кетчапа не јадеш лут. Јадам. Или благо Јадеш. нешто. Добро. На пица. Што не сме правили? Кетчап најчудно. Кетчап е најчудно. Кетчап Само во лепчи Италија. кетчап, да. Кетчап е Тоа Италија. социјална пица оние што се, да. Па ти сте Само уствари лепчи и кетчап. дали не можеш да направиш разлика дали е подгрени лепчиња или пица? Или пица. Така е. Тоа е Пица пица за за вас. сиромашни. Да. Дали имате некоја скриена вештина што малкуми не ја знаат и дали можете да ја покажете сега ако знаете некаква вештина? Освен ова со актерство или нешто. Што се смееш, Жан? Не, смешно ми е, пошто имитација цело време се, нели, рачуна као некоја вештина. И да од таа вештина, значи цело време, ајде имитирај. Таа вештина ми е усвоена, како да ви кажам. Да. Не, нема нешто што другите не знаат, нешто што Да, нели некоја имаш. друга вештина. За Например, не готвење знам. не А мене сте палчево ми е вични. многу еластично. Ајде. Палцето ти е Еј, гледам. Која камера не сте? Тешко се ориентирам. Пазите да Еј, браво. палцето. Еј, абе, неговиот палец е нема кичма, бе, без кичменјак, бе. Не ми каже, ево Да, Се претвараме во супер талент уште малце. да, иначе доколку сакате да го видите ова повторно да го правам, дојдете на представата во понеделник исто така. Ова му е навежбано. Да, и буквално ќе повторно ќе го свиткам палчето во понеделник. Си го виш последни. Не знаеш, а? А што као, па добро Па не пеам, знам. добро пеам да кажем. Стварно, сум Добро имал 10 на пееш. факултет, да. Ајде. Опа, Еј, чекај. сега Ајде. кај кажам, кај Стварно се да зафркнав. Не, па твоја оди, по сценарио сме. А Супер. после имаме ние дел за пеење, ја мислам. Имаме така. Е, после ќе таман се видам, да видам надоврзуваме. баш дали тоа што сум го кажал дека е така многу. Тоа еве ти го текстчето. Ама мислам дека си го знаеш. Да, Од кај ти текна на песнава? Има одлично. некоја приказна? Ајде, Да. ајде, кажи ја. Порано имаше една телевизија кај нас у Куманово, КРТ, Кумановска телевизија, Добро. КРТ. И имаше пуштавме пораки, порачувавме песни. Јас со оваа пораки ги блокирав сите, само оваа песна идеше, се вртеше. Имав таму еден што работи. И му кажам, пушти ги моите Пушти пораки. мои. И само вика, Тони Зен више не можеме, вика да дигнеме глава, само Тони Зен иде на телевизија. Повели, а сега Значи, ќе му интелект, помагаш да, да. Интелект. Може да станеш, сум јас, да свириш мегафонот и да... Значи, Како во секоја... кој сум јас, сите ја знаеме така, иначе Да. се вика интелект, така ли? Интелект, така е, Ова му да. доаѓа Сум како... јас, а? Станете може и тамо, Во може и тука, секоја кај рап сакате. група има еден човек кој што не е талентиран и не може да рапува и тој ме со касетофончето позади. И тој прави, и тој прави. Воу, воу. Повелете, Ајде. бината Да, сцената е ви, ваша не. тука, ете така. Сега пуштајте интелект. Ајде, сум јас, режија, а? пуштај да чуеме. Ја знаеш цела?
Oh yeah. Кој камера тамо? Кој сум јас, јас сум интелект, да покажи респект, вака, во пол ефект. Кој сум јас сум интелект, покажи респект, влагам во пол ефект. Викај ме Тони Монтана, како дан дада, и селото Скопје правам хип-хоп парада. Од еден крај на друг, исток, запад, север, југ. Помината релација за моја презентација, доживувам нова стиховна илустрација. Организација JJOG, DONI, вистински MC. Ова е време кога доаѓам да демонстрирам. Многу луѓе мислат дека само се бламирам, игнорирам. Продолжувам понатаму да рецитирам, медитирам, така умот го инспирирам. Мудрост потекло уметничка душа, символ за творење, секој нека слуша. Репрезент, рапер, джентлмен, сега покажи респект, влагам во полн ефект. Кој сум јас, јас сум интелекта, покажи респект, вака, во полн ефект. 1-2, строфа втора, гледа како овој звук руши земјина кора. Академски граѓанин го држам индексот во рака, гужва од професорино МС, никој не го сваќа. Дали се другирам, ќе одговорам, да, земам преголема доза на музика, да. Од денеска си Тони Зен. Благодарим. О, што ли ќе видиме во продолжение? После само неколку минути се враќаме назад. Бидете така. Не. Да, никој како Жарко и Виктор ова попладне на Телма. Штета што немаше уклучени камери или бара микрофони додека одеа рекламите. Какви муабет имаше, така? Секогаш на најинтересните муабети. Молим те, Виктор, уште еднаш ова. Зошто имаш фобија од рап? Тоа беше на лична рефлексија на мене рапот ми го уништи животот. Добро, зошто? Ја бе вака исто волко висок 2 метра уште од 12 години. Тогаш рап беше само популарна музика. И? Замислиме ти мене у левел у тие дискотеки да со се 12 годишни се клапам вака. А при тоа слаб, така? Ви слаб сучка. Како што се вика? Да знаев, Ке порано ќе почнем да јадам. И после на 22, После друго. конечно се бацив и се земав за жена. Одзем да жена ми. Виктор! Се враќаме За пење, јас викам, Добро. значи, затоа кажав добро пеам. Ама ја видиш зашто сум одбрал рап. Кога сакаш да се прикриеш дали добро пееш, прави рап. Таму нема баш многу нешто. Рапове, така, ама и тамо треба да имаш чувство Таму за ритам, да. Таму треба да имаш кога. ритам и треба да имаш говор Да, како што добар треба. говор. И брз говор, така ли? така. Да, како брзо зборките на баскет. Ете, тоа сакав да го најавиме, брзо зборките кои што ги има во Знаеш да го имитираш и подготвено. Васко? Да? Тоа ми е Ај, усвоено. кажи. И сега ме прашувате некого да имитирам. Зошто, кажете, а? Сигурно има некоја конотација позади вашето прашање. Еве, кажете кате, не смеете се. Еве, почнавте да се смеете, а Ненад ме гледа така зајадливо, а? Ајде, немојте сега да станете да си отидете од емисијата, да останат празни столчиња тука. Виктор, добар. Браво, браво. Ајде, одиме Океј, прво со еве ги брзо вака, па одиме. Поред. Ќе си ги поделите. Така. Едната, едниот, другата, другиот. Па Ајде. одиме 4 само. Ајде, одберете си сами. Може. 4 да одберем. Ти 2, другиот 2, Ајде, 4. Кој сакат од сите тие? Ајде, кој почна, Викторе? Ајде, ова најкратка да ќе си одберам се, Да, че да. го имам тука. Да. И ја изгледа, не се Ајде, фатиме па за Пази, истата. не само еднаш, него неколку Да, до колку 3 пати можеш. брзо, без да се скреши. Знаат они. Во дол бол има вол, 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 во дол бол Бел петел, бела пепел, претеше, бел петел, бела пепел, претеш. Ако ме гледа професорката, леле. Бел петел, бела пепел, преташе, бел петел, бела пепел, преташе. Доволно брзо или? Или да уклучам Ајде, на што тројка? никој, Виктор? Ајде. Ситна роса.
Ова не е брзо. Трева Ова росеше. како поезија. Ситна роса, ситно трева росеше, 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 ситна роса, ситно трева росеше. Одлично. Лош, еве. Лош кантар црн, кантар мереше, лош кантар црн, кантар мереше, лош кантар црн, кантар мереше. Така. Добро е. Песна не имало. Мисија успешна. Мисија успешна. Ајде сега, одбор, одбор, ќе одиме на цртање. Сега ова ќе биде весело. Цртање Добро. без... Да. Но без гледање. Ја вака и со гледање не знам што ќе И да нацртам. дзиркам нема да приметите. Овие се учила со кои што не гледаш. Разбираш? Треба да ги ставите. Но, Треба да ги прво ќе ви го покажеме цртежите кои што треба да ги нацртате. А после ќе Да ставиме добро. шифрира ги, ставаш и одоко за отприлика минута време, гледаме побрзо нени сега, и ќе Да, Може, може. Вака се. Виктор, ламбава црта. Немате нешто полесно? Ај бирајте се ако сакате. Столна Ајде, Не, ламба да ги си ја земам се. ламбата за мис. Која лам? Бе, две се. Две ламби. Столана, Аладин. Каспер или Аладинова. Аладинскава или ова? Аладинова се Икеа. бира. Ова вторава која црташ, кој знае што ќе искочи, брат. Боле. Добре, треба да личи сега, не со детали, бе. Кој што бира? Столна лампа бира. Жара? Ајде, може, може. Жаре, ајде, столната ламба твоја, Аладин Аладиновата лампа. ламба, Виктор. Ставете Може? на ова, очари. може. Сега Видовте, вака со- готово? Со Готово. тоа се Ја бриша, не со тоа, со црното. Ете. Со ова црвеново. Еве вака, ќе ви ги дадам тука, за кога ќе ги убаво покажувате, сега. таман да ги покажете една до друга Дајте со го. цртежот. Е, така се го отворим. Не, значи вака се. Тука Кога ќе црташ, ќе тука. речеме готово, ама не ги вадете очилата, за да биде поинтересно. Ќе кренеш, ќе покажеш, па ќе извадиш очила да видиш сам што си нацртал, важи? Да биде поимако, да се изненадиш. Чекај да најдам кај е таблото. Ајде А така. дзирка? Сега, ајде, може. Ема зирка. Ајде. Готово, готово. Ајде. Почни. Ајде, постолја. Океј. Добро. Ајде, идемо малку далje. Ево вака. Да видиме. Тоа, браво. Шија каква ламба ќе биде. Сега е. Еднава волшебна. Главниот дел и ова, богата ламба. Так. Да му додадам она чкорчево, да. Знаеш, За пуштање? така. Да. Да? Тоа можеме да го обојаме. Ја мислам дека стигнав и до боење. Еве, ја почнав со тоа. Еве, Ама ја мислам дека завршив задачата. не? Што правиш, Жарко? Многу успешна, ама не гледај. Добро, не гледај. Виктор, до кај си? Што имаш уште некој детал? Моја Жарко, вака готов си? Да. Жарко, ако си готов, крени ја таблата доста ми е, полека Да? и покажи ја пред тебе. Добро. Ете така. Да можат да ја снимат камераманите. Ете така. Сега Еве, може да лампата. извадиш. Ај са на очарите извади ги те молам да Очарите што да си ја нацртам. видиш ламба. Ајде да видиме. Па не е лоша. Не, може. Па не е лоша, јас се Не. дури изненадив ова. Види Не. се погодил. Леле, мислам, вакви ми беа цртежите поликовно. Мене искрено мајка ми црташе цело време. Така. Мајка. Ама добро што си знаела мајка ти, мојата не знаеше, ја не знам. И ќе Тоа заборавам беше да ќе драма. кажам у 5 до 12 викам, еј, јабе, утре имам оценување, викам, цртај ги. И Добро. она ќе почне цртај, викам, намали малку. Ова Нема е и више дуže. за петка. Спушти, ќе се познае дека не сум ја. До тројка да дојде. На Малбитовски имам мартер за малку ќе те прате, а? И професорот, а пак некој друг ти цртал, знаеш. Така ќе Што кажеш. направи бе, Виктор? Виктор, Ја мислам дека со грешно до пенкало пишува. не, супер си. одлично имаш. Ајде сега Имаш покажи го. тоа е за бришење. Топ. Покажи кон Можеш камера, слободно само крени сврти го пред ти. тебе, сврти го цртежот. Ајде. Чекај, наопаку ти е оваа другава. Таа таа ти е рука. Добро. Добро. Не е ни така, туку поинаку уште еднаш. Така. Чекај да видиме. Ламба. Лампа, а чекај да видиме овај од реалната, Другата. односно сликата. Можеме сликата? Аха, Да видиме колку сме близко далеко. Па не ни можам да покажа. Еве го. Ова е тоа што ни треба. Ова е топ. Тоа е тоа. Уште Што е тоа? стварно сега духот видиш, ти излезе. стварно е Тоа Виктор. ова принтаново или друго? Не. Виктор добро види, нацрт. ама До добар. исчекување сум. Ајде, Добар Виктор, си. ајде, слободно, можеш Ти да си видиш. имал питка. Се изненади, а? Па да, бе. Па добар си. Не ти е лошо. Одлично. Ти одеше уметност? Па глумец сум, ама. Па добро, За ама цртање за не знам. цртање. Абстрактно малку. Ами, јас сакам да си експериментирам, ќе си купам некоја платна дома па ќе видим.
Да, Се, ова те види. инспирираш. за почеток е добро. Тие црти добро ги тргна. Како Пикасо црташ. Ја ги запамтив овие две прво, понатамо беше слободно. Слободна проценка. Одлично. Одлично. Благодариме, успешно изиграна и оваа игра. Успешно. Одиме сега на прашање со таблички да и не. Па да Табличките видиме еве ги. Да, што добро. како ќе одговорите и оно колку што ќе имаме време, нели до следното пеење до предизвикот на самиот крај. Дали некогаш сте се смееле на собствена шега додека настапувате? Ова се поврзани со, нели, Со стендап, со- оваа Да, работа да, што ја со- работите, со- односно да, со глума, игра. актерство, стендап и така натаму. Си се смеел никогаш дека си на настап? Не? Не, успевате да се контролирате? Многу сериозно. Не, сериозно, стварно. Да, не, толку па веројатно сме сосредоточени на материјалот што го имаме, така да оставаме на другите, тоа нас не, како да кажем, инспирира. Да го препуштаме на Тоа публиката. е успехот нормално кога ќе останеш, но дали некогаш нешто ви дошло, не да. Многу Да. сериозно. Виктор, додавка нема. Не. Не, мислам, и за Сосем. јас дури може да и сум ептен ригорозен, не можам дури ни колеги кои ќе се насмеат. На сцена? За комедија е многу сериозна работа. Така е. Не треба да има смеа на сцена. Колку поозбилно, толку поозбилно, толку продуктот е посмешно. подобар. Подобар, Така е, така така е. Дали ве плаши мислата дека една шега би можела да не предизвика смеа воопшто кога станува збор за комедија? Да. Заради тоа што како велат, И многу е се потешко, остварил стравот некогаш? многу е потешко Секој луѓето да ги има. насмееш. Да. Некогаш ви се остварил стравот? Не ви прошла некоја шега? Прокелаве све, понеделник имаме представа. Да, не, ги уште знаеме кажат што не ќе правиме, спремна. нит како. Продаваме карти демеке комедија. Скоро. Скоро, скоро театар. Скоро да. Постојано го има комичарот тој страв да не биде смешно. Тоа е некогаш можеби се буди така во сон, тоа е тоа ако не биде смешно. А, да. Да. Е сега кога сме кај нешто незгодно Ајде. и страв, дали некогаш сте се нашли во непријатна ситуација поради шега што сте ја кажали? Жорко, мене ме интересира. Со оглед на тоа дека, нели, Да, не е работата. народов зна, да, не, да, Да. да. Мислам, добро, да, па и не. Ама ајде нека биде да. Пошто јас ајде да кажеме се занимавам ајде со таа до сега настапите ми биле на некој начин таа политичка сатира сум имитирал и многумина ќе се навредат според тоа јас Кажаното. ќе ги повредам емоциите на некој што дека било таа партија или некоја друга јас сите ги имитирам и ако е тоа смејување со сите гледам се из призма на партија. Да, и често сум знаел да бидам така сватен погрешно. Имало јавување некој до тебе? На твојот телефон? Или него не Не, знам сакам да кажам, од ситуација, некој да ти публиката преведе. некогаш Од имало публиката да ги има. кажа, сега зошто зборуваш за овие? Да, Па потоа зошто не следниот ќе другива? каже, а зошто ти зборуваш за овие? другива. Не можеш да никако да... Не Можеш да да најдеш погодиш. крајот. Така е, да. Виктор? Посебно со политика. Ја стендап овој сега прв ми е со жага што ќе го правам. Да, пријателките се налути, вик се претера, извини брат, тоа. Да? Сега ќе видиме. Има лутања? Не, нема. Се шилуваш. Така е посмешно да се каже. Да се посмееме. Да се посмеем, така. Сте заборавиле ли никогаш цела рутина на сцена, некоја? Цел дел од нештото? Од кажување, пасос, не знам, нешто. Излего од контрола се. Смислуваш нов текст. Во стендап или во представа И некоја во стендап, ситуација? во Ајде, ако представа, има како некоја сакаш. било Да, која сум имал ситуација. ситуации Да. секако некаде. Виктор, Се снаоѓаш. Снајди се па живи. како се снаоѓаш? Преку анегдоти некои можам да кажам кои што биле реални. Ајде. Само така. Ајде. Значи во представа кога сум имал и сега имаме комедија која што е многу брза, интензивна и има брзи појавувања. Не може да касниш 5 секунди е многу. И играме ја и мој колега во Куманова Марко Трајковиќ и сега треба да излезе наша колешка Нина. И таа ја нема, тоа е всушност мојата жена. И треба да продолжи представата. Може би се зазборувало девојчето позади. И ние продолжуваме сега и сега чекаме да влезе и сега веќе тоа не може да брзо да трае вечно. Да. Еј, сега века, и каде е жена ти? Па викам, ја нема, знаеш, ја века, а замисли па таа сега да и декне да дојде, па баш во овој момент. И оттаму слушаш само дрден. Ете, така. Така натиравте Нина да дојде на сцена. Да. Добро, а Виктор? Имаш некоја плюс? Па немам некоја таква конкретна. Повеќе за мене било утнеш текст, снаоѓај се, Снови се како знаеш. ќе го гледаш колегата виси. Добро.
Само да не висиме. Уметничката душа ќе ни се скрши ако висиме. Актерот само не може да виси. Брзаш да најдеш текст. Да. Да, така е тоа. Дали некогаш ве изненадиле со прашање од публика на кои не сте знаеле да одговорите? Или еве да го генерализираме, дали имало некаква комуникација од публика која што ја помниш? По-добро или по-лошо, не знам. Епа, ти јаде, ти имаш... Прва година на академија беше другарите што ми беа средно, ми спрема банер Виктор е најдобар глумец, сите одете си дома и сака да дојдат на мојот прв испит така. И јас знам дека не ми беше ни гајде дали ќе положам или не положам, само да не донесат банер така. Само да не дојде. Другари на испит. Не донесо. Стравот беше вистински банерот, не. Друштво на испит која доаѓа на факултет, тоа е многу зафркнато стварно. Јас на пример имав ситуација, играме животинска фарма, испит од Орвел и сега ние сме маскирани, има еден момент контрапункт кога ние излегуваме од ликовите, ги вадиме маските и демек, тоа е се изрежирано, ама демек се однесуваме приватно. И почнуваме зошто ти не ми го кажа текстот, пали светло во сала, ајде да видам сега ти, вика сега сакаш да ти ја удрам, знаеш, нема везе што има публика, ама и така почнуваме, тоа е изрежирано. И другар ми што нема појма што ја дојдем да гледа и само станува и доаѓа напред на сцена и ви викат не представа, овој не ги слуша како кој представа, јас само викам седите молам, викам абе друг пат спреми ме кажи, вика за вакви работи се кажува. Ќе се тема. Што не кажи, вика абе вие глумци, видиш што се нема ви текне, прави нормална представа. Вие глумци. Што звенимо да ви текна? Браво. А доби шамар или без шамарот? Не, па беше тоа интензивно, баш се фативме со тој колега. Да. Да, беше така, искри лета и овој стана да интервенира, викам, сега таму не може да го стопирате, викам, седи, седи назад. Ох, леле. Добро, до кај сме? Дали би направиле шега за политичари ако знаеш дека тие се во публика? Да. Ау, да. И сум правил, да, заборавив. Официјално, да. Да. Најубавото. Па јас сум видел... Најубавото. Па најубавото. Мераклиско. Ау, кога би биле уште повише таки. Да, ама кажи ми само дали знаеш од претходно каде се во публика? Па би сакал да, нели, да некако имаш нешто. Да, сега сум знаел, јас, еве, например, имав настап кај што беше Стојан Чангелов во публика. Тој беше седнат баш во првиот ред. И јас сега имам еден момент од стендапот кај што кажувам кои политичари или јавни личности како би се додворувале на некоја девојка. И тој беше седнат со жена, знаеш, беше така малку интересно. Викам, и сега има еден друг, да кажем, едно лице од нашата јавност. Само незгодно ми викам, не знам како да почнам сега дека го пред мене и само жена вика, ајде, баш сакам да видам како е тоа, како изгледа. Да. Како изгледа кога Стојан Чангелов се додворува? Како се додворува? Ич да не се плашиш, никаде не тргам со заштита, затоа што мојата парола е safety first. Ќе те запалам, а знам дека тебе во моментот може да ти се случи поплава, ама се е под контрола. На крајот успешно ќе изгасиме. Иди бегај. Ако те видам со некој друг, ќе те скршам како керамида, е така. Така се пушта. Јас мислам да смеам и тртила време за смех. Ја правам представа со него шест. Да. Браво. Нема логика да продолжиме прашање. Дај хипокрит. Ке пееш, Виктор? Виктор изненади денеска. Изненади Виктор, зошто баш таа песна? Не знаеме се, така дојде некако... Така дојде. Си ја пеевме, тој Стефчо Гарсон. Да. На него една реклама да му направиме. Ајде. Ја испеавме, дето и викам, ај там е последна што имам пеено. Добро, ја знаеш, ја владееш баш? Да. Епа, повелете сцената е ваша. Текстот го имаш и кај тебе, го имаш и на екран. На екран го имаш, повели? Ке се појави. Сумочари, Кај да? Жарко, појави се ти ако сакаш. Да, Може се можеш. сумочари, Лина. Ти хипокрит. Ама си го чете. Сега, Виктор е со наставки. Каролина! Малко, ролери му требаат, ама до... Ајде, Виктор, ајде! Ајде!
да влезеш. Nijedna noć ne propušta kaj mene dođa. Mi kažu koliko toj silno me posakova. I da ne se somnevam, ja sam go. Deneska čudno se odnesuva, a što na drugi parfem i mirisa se javuva na nekoj nepoznan broj. Mislim deka nešto krije, krije u mene. Ajde, refren. Te godine što mi potroši, samo otkriti si hipokrit, bez tebe ja ne preživim, vidim posretna. A ti že si? Baš ovo je moment. Kaj me opadi? Ама сега може да кажеш. Čekaj, ne znam nijako si. A ovo smo. Iako jaz veruvam, vsega se somnevam, Дека тој некогаш ќе го ќе се pромeni. A jaz ne sakam da go delam so druga. Kaj šacirame? 2, 3. Мени сме. Ne možem poveke da izdržam jaz, moj glas ne dopira do nego poveke. Doj bez srame izneveruvam. А јас Gotovo je žaga, među nas. За сите години јас се држам да не пеvam турковно, кој што тоа го знам. 6 страни има. Ова е сет. Какви песни бира? A ti odi si, a jaz će najdam drug. Валери Славовиќ много. Lagi što mi gi kaža ti, samo otkriv ti si hipokrit. Без тебе јас ќе преживеам, ќе бидам посредна, а ти оди си. А јас ќе најдам друг. Интерпретација нова Слободно уметнички. Нови предизвик за многу кратко се враќаме после рекламите, Реклами. бидете така. Не, овде ме боли. Овде ме... Не успеавме да му кажеме како се игра и само за гледачите да објасниме зашто се смееме. И Жарко си стави како? Така. Па ти играја така. Така, може да. Сакате така да пробате? Ако сакате... Кој како сака? Еве Внесовме смисливме ново. некои иновации. Вака ти не ти е вака. Ја ќе се скичмам Ти од брадата, од брадата не мора. Па ајде почнеме. 3, 4, сега! Абе, Така, трети. Отидовме. Не, каде тргни се за нешто да лети. има ли некоја награда за ова да се стегна малку или? Како тргна? Отидем у друга телевизија. Братче, Каде тука ли си? гледа. Честито, колега. Браво! Ти се Виктор. ова од кај жолто-црвени. Се има подела символика. Ти најде политика, бати. Гледам ја така. Еве се ја правиш сватно, па навикна снимат чочеци. Богари како го пати. Браво, Виктор, браво. Одлично. Разиграм така и... Добре, истеравме. Луѓе, истеравме емисијава. Вака или така, јас сега се жалев, овде ме боли. Нема кој диафрагма, треба Ама, на боли. ќе Така кога помине. се смееш многу? Да.
Уште еднаш сакам на крај, нели, малку за представата и нели да ги поканеме сите оние кои што сакаат да ја видат, малку сериозно да завршиме, нели? Во секој случај имате убав повод и луѓето на вистина ќе можат да уживаат. Понеделник представата почнува. 18. 18 во 8 часот Киноверзум или Дом на култура Билјана Беличанец. Ги покануваме да дојдат. Ја мислам дека ќе имаме смешна представа. Плюс минус концептот ни е ова. Да. Кој е ова? И ја кажи едно, Што мислиш, Жана ја кажи ќе прави? друго. Да, така е. Така и он ќе каже нешто, ја ќе кажам нешто, иди ќе е смешно. И Или не. останува отворено прашањето дали таа недовршена представа ќе биде завршена. И да не е завршена, вие да си дојдете, А, ќе се ние смеете. ќе играме. Така. А ќе пеете ли? После оваа емисија некако добро ви се тргне можеме. во представа, Представата можете отворена, да можеме и метнете Можеме. едно концертно шоу, па кој дошол нема бегање. Мора да слушаме, Жарко. Да, може рап ја исто така ова што ми појде, значи Одличен, одличен беше. Стварно. рап верзија некоја. Топчињава уште. Ако може и да ни ги дадете за Да, представа. сега мислам поклон на тема телевизија. За нашата ова се погрижија Нена Тикате, велика Добро, дечки. Да, сега е насочено, верувам, за представата, но она што, Виктор, ако она што може да го откриеме, би сакало тука некако да тргнат сите оние нови работи кои што се спремаат, а прилично оригинална идеја. Не знам колку смеам да не речепнам. Нешто можеме да чепнеме малце, во моментов снимаме веб серија, имаме 5 епизоди напишани, имаме финансии да снимиме нешто, се надеваме на повеќе финансии, така да серија на англиски јазик да се снима во Македонија. Идејата се уште сме многу во зачеток, меѓутоа е нешто што е многу возбудливо и можеби ќе се не можеби се случува сигурно, меѓутоа колку ќе порасне, тоа зависи од какви финансии ќе доаѓаат понатаку. Значи од поддршка. Така да, се зависи од поддршката, но меѓутоа првиот чекор го правиме ние во Скоро театар луѓето, така да. Кои Се сте си во надевам. Скоро театар? Во Скоро театар, јас со жена ми си работам. приватна работа. Моментално со Жага работиме представа, со уште неколку колеги имаме представи правено од меѓутоа во организацијата на работите сме со Натали Спасова. Официјално поздрав. Да ме викаш во серија и Да. Ке го видиш Жару у серија? Се избоксува сам за Бил во епизода, ја колку што знам. Дојде на снимање едно дојде. Да. така да јас му кажав за мене една сценичка таму да има. Се договоривме. По енглески? Се испазаривме. Енглески, енглеско-кумановски. Тарзан Инглиш. Нешто ќе биде. Со Тито ќе оди, нема проблем. Кажи ми само во Прага глумиш на англиски. Во Прага на англиски, да, во Да, и Прага. што? Тешко е на англиски актер да глуми или Од не? Македонија. Нема како на мајчин јазик, тоа дефинитивно и дури одреден дел од иницијативата да Скоро театар постои е некој порив да си игра на мајчин јазик. Ама го учиш јазикот, не знам, гледаме серии, сега сме бомбардирани многу од англиски јазик. Плюс минус сакаш да видиш нешто е на англиски јазик. Така да потешко дефинитивно, меѓутоа не е невозможно и го отвара пазарот за нас артисти од мал простор да можеме да се пробаме во некоја Во поголема театар средина. работиш или работиш вака слободен уметник, па независен Независен театар, да. Овој скоро во тебе. Да. И таму си И таму, и таму и таму има. си има скоро. имате скоро. И таму е театар се вика таму. Детали. Скоро Си па работиме. до театар. Скоро па до театар, да. Таму е малце полесно, таму има во Прага има 350 театарски простори, така да некако многу полесно. 50. До финансии полесно се доаѓа? Финансиите се плюс минус исти. Исто лесно да се донесат, таму се нешто поголеми, секако, ама и поголеми се и трошоците, така да. Значи на исто си. На исто е. А проектите како се добиваат? Исто или не? Министерство за култура Чешка, Македонија, Европска Зборам за унија. таму. Нема врски во Тоа Чешка. е тоа. Нема. Во тој контекст мислев. нема врски- И нема врски на тука. аудиции да Нема врски речеме. тука? О, не знам за вако, јас немам. Ако има некој, кажете ми, ќе Ако пробам. има некој да пробаме заедно, а Жара? Да, па може нешто да се најде. Заразе ми го. Само мене го. Ќе ја најдем улогата што треба и ќе обезбеди средства. Добро, екипа, фала ви уште еднаш. Фала, многу Успешна представа, успешни проекти и понатаму. Тука сме да ве поддржиме и драго ни е што денеска одвоевте време, нели, во овој хаос, затоа што сепак е хаос неколку дена само пред представата да не удостоите.
Значи, уште еднаш најава, секогаш последни во Киноверзум, во Кисела вода, одата 18.11, само за вас, овие двајца прекрасни момци. Да, има смеење. Секогаш последни. Да, а секогаш или секој работен ден во истото време не имате со Кате, така што ќе биде интересно и утре, Кате. Така е. Мијата и денеско смо наутко. Ке пеат, ке се забавуваат, ке играме, ке се смееме, се, ке пееме, се. Бидете со нас, чао! Чао.